أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел остро ги укорува на сите или на секој оној што не верува во возвишениот Аллах Азза ва Џел и не му се покорува. Па го повикува на човекот да размисли за созданијата на Аллах субханаху ва таала. Како прво, да размисли за своето собствено создавање. Како Аллах Азза ва Џел го оставил на човека прво без ништо, да биде само од земја. Па потоа возвишениот Аллах Азза ва Џел му подарил живот, во кој живот ужива, јаде, пие, се движи, работи, а после тоа повторно ќе му го одземе животот, па повторно ќе го проживе. Ове е една страна или еден доказ. Доказ кој укажи на Аллаховото постоење, а теја е самиот инсан. Втор доказ кој укажува на Аллаховото постоење, на неговата величина, на неговиот таухид и еднобожство, е токму создавањето на оне што е околу човекот. Од земјата и сите небеси кои возвишениот Аллах Азза ва Џел ги има создадено. Затоа со овие два следни ајети, 28 и 29 ајет, кои зборуваат токму за овие два докази. Првиот од овие ајети, 28-иот ајет од суратул Бакара, возвишениот Аллах Азза ва Џел велит: Кейфе текфуруне биллахи ва кунтум амуатан фа ахјакум, сумме юмитукум, сумме юхјикум, сумме илейхи турджаун. Велит Аллах Азза ва Џел: како можете во Аллах да не верувате вие, кои бевте мртви, значи не постоевте. Непостоењето Аллах Азза ва Џел го има наречено смрт. Па ве создаде и ве оживеа, почнувајќи од утробата на вашата мајка, а потоа ќе ве усмрти и потоа пак ќе ве оживее, а потоа нему ќе му бидете вратени. Возвишениот Аллах Азза ва Џел, аргументирајќи се за своето постоење, за својата сила и фактот дека тој е создателот и оној кој управува со сите негови створенија, велит Аллах Азза ва Џел: Кейфе текфуруне биллах, како можете да не верувате во Аллах Азза ва Џел? Односно, како можете да го негирате неговото постоење, или пак и како можете да му придружувате еднакви издруженици во обожавањето и во чинењето на ибадет. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, а бевте мртви, бевте нешто непостоечко, па Аллах Азза ва Џел ве создаде и ве оживеа. Како што велит во друго место: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Дали тие без создател се создадени, дали сами од себе се создадоe, или тие самите себе си се створија, или дали тие пак небесите и земјата ги создадоа. Не, велит Аллах Азза ва Џел, туку тие не се убедени. Не се убедени во што? Не се убедени во Аллаховата казна, па затоа се прави мушрици и прави неверници. И велит Аллах Азза ва Џел во суратул Инсан: Хел ета алал инсани хинум мин ад-дахри лам якун шеј'ан мазкура.
Зарем не му дојде на човекот еден дел од времето во кој што не беше вреден за спомен? Во еден дел од времево, нити еден од нас не беше вреден за спомен. Не постојаше. Allah Azza wa Jalla veli во сура Гафир: "Калу Раббана аматтана итhnatayni wa ahyaytana итhnatayni fa'tarafna bi dhunubina." Ке речат Господару наш, два пати не усмрти и два пати не оживеа, па ние ги признаваме гревовите наши. Коментирајќи овој курански ајет заедно со претходните, велите Ибн Каthир рахимахуллах: бевте земја, прашина пред да ве создаде Аллах Азза ва Джел, значи не постојавте, ова е првата смрт. Потоа тој ве создаде и оживеа, ова е првиот живот. Првата смрт, секој ден од нас се помина, и првиот живот е оној во кој што ние се наоѓаме моментално. Па велите Ибн Каthир, потоа ќе ве усмрти и ќе се вратите во гробовите, ова е втората смрт, а потоа ќе ве проживее на судниот ден, и тоа е вториот живот и вечниот живот. Па ове велите, ове значи зборови на Аллах Азза ва Джелла, два пати смрт и два пати живот. Кога возвишениот Аллах Азза ва Джелла спомна во овој курански ајет 28 дека е семоćен да дава и да одзема живот, веднаш потоа ги подсети на своите робови, на неговата голема благодет, а тоа е дека ова дуња и све што е на неа создал токму за нас, ги создал за неговите створенија. Па велит Аллах Азза ва Джелла во 29-тиот ајет: "Хуа аллази халаqa лакум ма фил арди џами'a, thumma става иля ас-сама, фасаввахунна саб'a самават, ва хуа бикулли шејин алим." Се што е на земјата, Аллах Азза ва Джелла го создаде за вас. Потоа се насочи кон создавањето на небесата и како 7 небеси ги створи и усоврши. Тој знае се. Овие ајет имат голема поврзаност со претходниот ајет. Првиот ајет спомнавме дека е за првиот доказ кој Аллах Азза ва Джелла го наведи, та те е самиот човек, неговото создавање, живење и смрт. А додека овој курански ајет е вториот доказ за све оне што е околу човекот, од хоризонтот, од земјата, све што е на неа, исто така и од сите небеси кои возвишениот Аллах Азза ва Джелла ги има создадено. Но ове создавање Аллах Азза ва Джелла подробно го објасна во сурату Фусилет, како и создаде небесите и земјата. Па велит Аллах Азза ва Джелла: "Кул аиннакум латакфурун биллази халакал арда фи јаумейни ва таджалун лаху андада, залика раббул аламин." Кажи им, о Аллахов пратенику, на мушриците и на оние кои не веруваат и го негираат на Аллах Азза ва Джелла. Кажи, зарем вие на вистина не верувате и го негирате тој што ја создаде земјата за 2 дена? Земјата ја создаде за 2 дена. И уште други зарамни му припишувате, тој створител, тој создател е господарот на сите светови. Значи земјата е создаде за 2 дена. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Потоа, тој постави цврсти планини на низината површина на оваа земја и ја благослови, правејќи ја оваа земја постојан извор на користи на хајрати. И ја определи нивната храна, плодови и рискот за секој еден жител на оваа земја. Сето тоа велит Аллах Азза ва Джелла во 4 дена. Заедно, значи вкупно со првите 2, создавање на земјата и 2 дена уредување на таа земја. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Потоа се насочи кон небото, а тоа беше како дим, чат или магла, па му се обрати и му рече на небесите и на земјата: дојдете и покорете се доброволно или присилно.
Тие одговорија: дојдовме и се покоруваме доброволно. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Потоа ги заврши и ги создаде како 7 небеса во 2 дена. Со ове се доврши создавањето на небесите и земјата за 6 дена. Прво дена, какви дена? Дена овие исти дена кои Аллах Азза ва Џелле ги створи на оваа дуња. Значи не се од оние дена во џеннетот кој ќе биде еден ден како 50.000 години. Значи и створи небесите и земјата за 6 дена според мудроста која е знојт само Аллах Азза ва Џелле. Зашто тој е семочен и кадар да иствори само во еден миг. Само со кун фејакун, само биди и биждат. Но Аллах Азза ва Џелле, он неговата мудрост, комплетна мудрост, ги створи и ги создаде небесите и земјата во 6 дена. Ибн Каthир, рахимахуллах, велит: во овие ајет, или во овие ајети од сурата Фусилет, има доказ дека прво започнал со создавањето на земјата, а потоа ги создал 7 небеси. Тоа е, велит, како при изградба на зграда, прво се градат темелите, па потоа горниот дел. Прво е земјава, па потоа нагоре се 7 небеси. Но браќа, во сурата Назиат имат аети кои навидум изгледаат спротивно од овие аети. Па возвишениот Аллах Азза ва Џелле велит: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. велит Аллах Азза ва Џелле: а што е потешко, вас или небото да го создаде? Тој го создаде небото, сводот него високо го крена и го усоврши, ночите негови мрачни, а деновите светли ги направи. Потоа, после небесата, потоа, вели, земјата ја распростре, ја уреди, ја прошири и од неа вода и пасишта изведе и планини неподвижни направи за уживање ваше и стоката ваша. За уживање ваше и вашиот добиток. Навидум, браќа, овие курански ајати укажи дека прво е створена небесата, па после земјата. Од овде сакам да насочам на многу битно правило, а теја е дека никогаш немој да се најде контрадикторност во два курански ајати. Никогаш. Нити пак и мој да се дојде контрадикторност во веродостојни хадиси на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Ако навидум нешто иде спротивно или контрадикторно, тога да знаете кривицата е ке нас, ке нашето незноење. Затоа треба да се вратиме ке кого? Ке учените. А ке секој еден од нас може да се деси недоразбирање во некој ајет или хадиси на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Затоа исламските учењаци велат дека уредувањето, расширувањето на земјата дошло после нејзиното создавање. Што значи? Аллах Азза ва Џелле прво ја создал земјата, потоа ги создал небесите, па потоа ја уредил и расширил земјата, излекувајќи онеа вода, пасишта и стабилни планини. На овој начин немој да имат контрадикторност во овие ајети. Во Сахих Бухари се пренесува од Ибн Аббас радијаллаху анху дека бил прашан токму со ове прашање за редоследот на создавањето на земјата и небесата, па одговорил радијаллаху анху, а кој беше Ибн Аббас? Турџуманул Кур'ан го викале. Што е теа? Најголемиот толкувач, преведувач на Куранот го викале. Па кога ќе ти дојде од Ибн Аббас, веродостојно предание, не ти треба други одговор. Па велит Ибн Аббас радијаллаху ан дека земјата била создадена пред небесите, а додека нејзиното уредување било после создавањето на небесите.
Ове што се однесува до земјите и небесата. Но пред да биде створени небесите и земјата, што е, браќа, првото што Аллах Азза ва Джелле го имат општо створено? Пошто знаеме дека све е створено освен Аллах Азза ва Джелле. Па која е првата работа што Аллах Субханаху ва Таала има створено? Првата работа и најголемото општо створение, создание кое Аллах Азза ва Джелле го има створено е токму неговиот престол, неговиот арш. За кој арш ќе дојде иншааллах посебен говор. Потоа го створили перото, калемот, на кој му наредил да ги запише сите одредби, се што ќе се случи до судниот ден. А додека аршот е покривот на сите створенија од Аллах Азза ва Джелле, кој арш е спомнат во многу места во неговата книга, како Аллаховите зборови Ар-Рахману алал арши става, милостивиот кој се воздигна над аршот, со возвишување и воздигнување кој му доликува на Аллах Субханаху ва Таала без поредба со неговите созданија. Пошто знаеме дека лейсе кемислихи шеј, ништо не е како Аллах Азза ва Джелле, ништо нема е слично него. Па Аллах Азза ва Джелле се возвиши онеке како што му доликува него Субханаху ва Таала. Велите Имран ибн Хусаин радијаллаху ан, бев кај Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи селем, па влегоа некои луѓе од Јемен и рекоа: дојдовме да се подучиме во верава и да те прашаме за почетокот на се. Како било тоа? Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: Кана Аллаху ва лам јекун шејун қаблеху. Аллах Азза ва Джелле постоеше и ништо не постоеше пред него. А неговиот арш и престол беше над водата. Потоа ги создаде небесите и земјата и во книгата го запиша сето што ќе се случи до судниот ден. Што значи пред создавањето на небесите и земјата, Аллах Азза ва Джелле имаше створено и други работи, како прво аршот, водата, калемот и светлото. Овие се работи кои Аллах Азза ва Джелле ги има створено пред небесите и земјата, за кои иншаллах ќе дојде посебно говор кој ќе стигнеме до тие аети иншаллах. Создавањето, браќа, на небесите и земјата и све што се наоѓа во нив укажува на величината на Аллах Субханаху ва Таала. Укажува на величината на Создателот, нека е славен и возвишен Аллах Субханаху ва Таала, и што е најбитно, укажува дека само тој заслужува да му се чини ибадет. Само тој заслужува да биде господар и само тој заслужува да биде оној на кого ние ги насочуваме нашите ибадети. Велит Аллах Азза ва Джел: Елхамдулиллахи аллази халаqa as-самавати вал арда ва џа'ала adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Благодарноста му припаѓа на Аллах Азза ва Джел, кој ги создаде небесите и земјата, и ги создаде темнините и светлината, а потоа оние кои не веруваат, неверниците, повторно му прават рамни, му припишуваат здруженици на својот Господар Субханаху ва Таала. Затоа тоа е еден од најголемите греови кои мој да се направи на ова дуња. Аллах Азза ва Джелле те створи све околу тебе и пак да му чиниш рамен некој на Аллах Субханаху ва Таала. После создавањето на небесите и земјите нормално следви што? Создавањето на првиот човек, а тоа иншаллах ќе го ставиме од следното дружење со случката на Адем алейхи салату вассалам. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни уцврси на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни даде разбирање во неговата вера и да ни седните во џеннетул фирдеус со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.